Добредојдовте, драги слушатели и слушателки, во петата епизода на подкаста и на Организација на жените на Општина Свети Николе. За оние што не знаат да се информираат, а за оние што знаат да се потсетат. Организација на жените на Општина Свети Николе во континуитет повеќе од 30 години работи на унапредување на правата на жените во секој сегмент од општественото живење. Како една од нашите примерни целни групи се жртвите на семено и родово базирано наследство. Заради тоа, години наназад работиме на препознавање на формите на наследство, едукација, информирање, помош и поддршка на жртвите на наследство. Во рамки на ОЖСВН работи Канцеларија за бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка, која има за цел да придонесе кон овозможување на полесен пристап до правна и психосоцијална помош и поддршка за сите маргинализирани лица и заедници, вклучително и жртвите на наследство, а преку ефективно спроведување на Законот за бесплатна правна помош. За таа цел, во нашата канцеларија имаме адвокат, правна советничка и психолог. Како организација сме препознаени како даватели на бесплатна правна помош, но нашата цел е да ги запознаеме слушателите и слушателките со услугата на психосоцијална поддршка, која исто така ја нудиме во нашата канцеларија. Денес со нас е нашиот психолог Емина Петкова, со цел да позборуваме повеќе во врска со психосоцијалната поддршка и да објасниме повеќе во врска за оваа услуга и зошто таа може да ви биде од помош доколку се консултирате на време со психолог. Добар ден, Емина. За почеток, може ли да не запознаете со услугата што ја давате и зошто таа е битна? Современиот човек денес живее со обременето и се позабрзано и позабрзано темпо. Луѓето се во постојан стремеж кон надворешни материјални постигнувања кои водат кон краткотрајно задоволство, а потоа повторно потрага по повеќе и повеќе. Душата при тоа останува незадоволна, лишена, со своите незадоволени потреби. Преплавеноста со секакви, во голем дел и непотребни информации, предизвикува пренапрегнатост, стравови, лична фрагментираност и отугеност од себе самиот. Таквата исцепканост и изолираност на лично ниво се пресликува и во меѓучовечките односи. Мрежата на социјалната поддршка не достига. Овде некаде лежи и потребата за професионална психосоцијална помош и поддршка за лицата кои забележуваат дека страдаат во однос на менталното здравје. При тоа се превземаат низа постапки кои треба да им помогнат да се справат со проблемите од психосоцијалната сфера. Поимот психосоцијална е кованица со која се објаснува неделивоста на областа на јавување и действување. Психолошка, значи внатрешна, човековите емоции, мисловни процеси, чувства и реакции поврзани со нив, и социјална, при тоа се мисли на односите меѓу луѓето, на семејните мрежи, заедницата, културните вредности и обичаи. Бидејќи живееме во општество каде постои стигма и незнаење за користењето на психосоцијалната поддршка, ќе можете ли подетално да ни кажете зошто служи и зошто е корисна истата, особено во моменти кога се соочуваме и со некој правен проблем? Целта на овој тип помош и поддршка е враќање на добросостојбата кај индивидуата, семејството и пошироката заедница и превенирање на покрупни, посериозни нарушувања на психичкото здравје. Барањето на професионална психосоцијална поддршка е потреба, корисна можност за секого и води кон здраво, квалитетно, исполнето живење. Преку разговор, во доверлива и безбедна средина, се овозможува преиспитување и проверување на ставовите и образците на однесување. При тоа, преку поддршка, разбирање, зајакнување и почитување на личниот избор, индивидуата бива водена кон стекнување на ефикасни начини за надминување на проблемите. За лицата кои ги мачи правен проблем, психосоцијалната поддршка е исто така важна. Чувството на отсуство на заштита и сигурност од институциите, предрасудите и дискриминацијата на која се изложени
најчесто како припадници на маргинализираните групи, недовербата во правниот поредок и правната разрешница на проблемите ги прави овие лица уште поранливи, вознемирени, оптоварени со срам. Ви благодарам и се надевам сега успеевме поблиску да ја објасниме психосоцијалната поддршка. Во нашето општество, исто така, многу често разговорот со психолог е табу тема и се гради по инакво мислење за луѓето кои посетуваат психолог. Воопшто не се смета за грижа за себе и сопственото ментално и физичко здравје. Би сакала во оваа прилика да не запознаете со разликите помеѓу психолог, психијатар и психотерапевт. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за нив и во кои ситуации треба да се обратиме кај нив? Психологот е лице кое, започнувајќи од етичките принципи и кодексот на работење, почитувајќи ја личната независност и достоинство, посебност и можности на поединецот, заедно со него го води процесот на советување кон негово враќање назад во секојдневниот продуктивен живот, превенирајќи ги последиците од травматичното искуство. Грижата за себе и менталното здравје значи грижа за здравјето во целост. Страдањата на душата се видливи за заинтересираниот и внимателниот. Така, незаинтересираноста, депресијата, тагата, несоодветното изразување на лутина, чувството на вина, срам, каење, тескоба, празнина, вознемиреност, отсуство на желба за комуникација се само некои од знаците за страдањето на душата. Тоа значи дека нејзе и треба обновување, реставрирање, помош. Психологот се занимава со човечкиот ум и неговото однесување. Преку примена на теоретски и практични сознанија од психологијата, стреми кон обезбедување ефикасни начини за надминување на проблемите, мотивација кон ефикасност и промена на дисфункционалните образци на луѓето. Психотерапевт е лице, најчесто психолог, психијатар, со едукација од психотерапија, кој работи со подлабоки проблеми и промени кај личноста. Психијатар е лекар со специјализација од областа психијатрија, кој воглавно лекува со лекови, понекогаш со психотерапија, доколку е едуциран. Кој може да ги користи нашите услуги? За колку се наменети? Секој оној кој страда во одредена кризна ситуација, развод, семејно насилство, злоупотреба и се чувствува болно и во стресна состојба поради отфрленост, неприфатеност и не е во можност да го надмине самиот, може да побара помош. Полот, возраста, етничката, верската, политичката припадност, социјалниот и здравствениот статус не се важни. Со цел да ги охрабриме слушателите и слушателките за психосоцијална поддршка, дали би можеле да ни кажете како изгледа еден разговор или средба со психолог и што може да очекуваат од психологот? Преку диалог и интеракција, индивидуата која бара помош може потполно и отворено да ги изнесе и изрази своите тешкоти, да добие објаснување за природата и позадината на потешкотиите, да добие помош да се запознае подобро себе си, да добие охрабрување и поттик да се потпре на своите конструктивни сили и потенцијали. Личноста, така, се ослободува од симптомите, патолошкиот начин на доживување и непожелните образци на однесување. Лицето стекнува социоемоционални вештини, ја јакне отпорноста кон предизвици и успешно се справува со нив. Добива искуство на успешност и доживување на внатрешните сили, со кои излегува од непријатностите и стекнува задоволство повторно. Драги слушатели и слушателки, се надеваме дека ја доближивме поблиску до вас психосоцијалната поддршка, разрешивме некои ваши дилеми во врска со неа и ве охрабривме да ги користите можностите кои ви се нудат за да влијаете позитивно на вашето ментално здравје. Доколку ви е потребен правен совет или психосоцијална поддршка, обратете се во канцеларијата на ОЖСВН
или на нашите телефонски броеви 032 444 620 или 075 310 810.